Тема на денешното интервју е енергетика, а гостин е советник во владата за енергетика Христијан Мицковски. Со цел да ги соочиме аргументите, поканивме представник од СДСМ, меѓутоа тие не се одзваа на нашата покана. Добре дојдовте во студиото на телевизија Нова. СДСМ деновиве обвинува дека се увезува електрична енергија по повисока цена. Кој е вашиот став? Најпрво би сакал да се заблагодарам на поканата да бидам гостин во вашата емисија и да поразговараме за една прилично значајна тема како за нашата држава, регионот, така и пошироко, а тоа е енергетиката. И да го искажам своето жалење, бидејќи од спротивната страна не можам да бидам гостин присутен во емисијата денеска, за да можеме да ги аргументираме нашите позиции, а воедно и да дадеме некакви предлози и идеи за идниот развој на енергетиката во Република Македонија. Да, изминатите денови сведоци сме на еден атак од страна на опозиционата СДСМ во сработењето на едно независно регулаторно тело, тоа е Регулаторната комисија за енергетика, односно генерално обвинувањата за увоз на електрична енергија по повисока цена од пазарната. Морам да кажам две работи. Првата работа е или станува збор за груба манипулација на граѓаните на Република Македонија од страна на СДСМ, или, за оно што помалку сакам да веруваме, тотално непознавање на материјата и начинот како функционира електроенергетскиот систем на Република Македонија и начинот како се води бизнисот со електрична енергија во регионот, Европа, па и пошироко. Имено, секоја сериозна држава, како што е Република Македонија, на почетокот од секоја година врши детална анализа на потенцијалот за следната година. Што подразбира под потенцијал? Потенцијал подразбира потребите на граѓаните, индустријата, односно целокупната економија и останатите сегменти што сочинуваат државата од енергенси. Дали тоа станува збор за нафта, газ, мазут, електрична енергија. Цела година се анализира пазарот, се анализираат трендовите во светот, во Европа и така натаму. И врз основа на сите тие собрани информации се креира еден документ кој што се вели енергетски биланс. Енергетскиот биланс содржи дел кој што се темели на потребите на граѓаните, индустријата и останатите чинители во државата, нашата татковина, од аспект на нивните потреби за електрична енергија. Што значи тоа? Тоа подразбира дека ние како држава однапред ги дефинираме потребите на државата за електрична енергија. Односно, тој електроенергетски биланс е доставен до сите чинители на пазарот, како што се, да речеме, државните компании, ЕЛМ, државната компанија МЕПСО, операторот на дистрибутивен систем ЕВАНА, МАК Петро, сите чинители генерално кои што го сочинуваат пазарот на електрична енергија, они даваат своји предлози, анализираат, сугерираат и врз основа на таа детална анализа, која што ќе добиеме од страна на сите чинители на пазарот на електричната енергија, ние го формираме завршниот извештај кој што се усвојува. Врз основа на тие потреби, а согласно законот, пазарот на електрична енергија го управува операторот на дистрибутивен систем. Што операторот на дистрибутивен систем ги обезбедува неопходните количини на електрична енергија потребни за да бидат задоволени сите тарифни потрошувачи. За да биде појасно што значат тарифни потрошувачи, ќе се обидам да објаснам. Тарифни потрошувачи се сите оние корисници на електрична енергија кои што се на регулираниот пазар, односно кои не се на слободниот пазар. Во нив спаѓаат сите домаќинства, индустријата која што не набавува електрична енергија на слободниот пазар. Од тие причини можам да кажам дека секоја сериозна компанија однапред врши задоволување на потребите за следната година. Односно, при крајот на тековната фискална година се објавува јавен тендер, на кој што учествуваат најмалку 38 компании кои што имаат стекнато право да учествуваат, тоест трговци со електрична енергија, и тие 38 компании понесуваат понуди за електричната енергија која што е неопходна за да бидат задоволени потребите на граѓаните и индустријата која користи електричната енергија на регулираниот пазар. По завршувањето на таа јавна набавка се потпишува со истите и започнува набавувањето или не набавувањето. Зашто велиме набавувањето или не набавувањето? Уште една ноторна теза која што е резултат или на непознавањето или на груба манипулација на граѓаните,
е фактот дека повеќе од 35% од електричната енергија Република Македонија увезува, што не е точно. Зашто не е точно? Ако се погледа тој електроенергетски биланс, ќе се забележи дека 95% од вкупната електрична енергија неопходна за да се задоволат потребите на овие тарифни потрошувачи, граѓаните и индустријата, е од домашно производство, односно ги задоволува елем. Околу 4% е електрична енергија која што е добиена од увоз, односно како резултат на овој тендер, јавен повик кој што се реализира на крајот од тековната за следната година. И третиот многу мал сегмент, тоа е произведената електрична енергија од обновливите извори. На тој начин се заокружува портфолиото, односно се заокружуваат 100% од потребите на граѓаните. Меѓутоа, увезената електрична енергија е условена. Што значи тоа? Тоа значи дека доколку домашното производство ги задоволува потребите на граѓаните и регулираниот сегмент од индустријата, тоа значи дека нема потреба да биде извршена набавката од увоз. Немалку примери имаме такви во минатото и неколку години можеме да кажеме дека домашното производство било сосема доволно за да бидат задоволени потребите на граѓаните и регулираниот сегмент на индустријата за електрична енергија од домашно производство, односно од елем или енергија произведена од обновливите извори. Во таа насока повторно би сакал да заклучам дека станува збор или за груба шпекулација и обид да се манипулира со граѓаните или непознавање на начинот како се регулира пазарот на електрична енергија во Република Македонија. И како трето што би сакал да апострофирам, тоа е сериозен притисок врз една независна регулаторна институција како што е Регулаторната комисија за енергетика. Професоре, како стоиме со домашното производство на електрична енергија? Домашното производство на електрична енергија, како што кажав, е сосема доволно за да во најмалку 95% од потребите на граѓаните и индустријата која што е на регулираниот сегмент од пазарот на електрична енергија бидат задоволени. Производните капацитети на државната компанија АД се во прилично незавидна ситуација, односно спремни да го реализираат ова производство, односно да ги задоволат потребите на граѓаните и индустријата која што е на регулираниот сегмент од пазарот. Останатиот мал дел ви реков во претходниот одговор или станува збор за сегмент на увоз кој што е условен, доколку не успееме од домашно производство, меѓутоа тоа станува збор за 2, 3, 4% од вкупните потреби и еден мал дел, некаде околу 1%, нешто помалку од 1%, останува на произведена енергија од страна на обновливите извори на енергија. Токму и тоа сакав да ве прашам, каква е моменталната состојба со обновливите извори на енергија? Обновливите извори на енергија се значаен сегмент во политиките на владата. Кога велиме значаен сегмент, јас би сакал вака малце посликовито да се изразам. Во минатото, односно пред 2006 година, имаме 0 нови производни капацитети кои што користат обновлива енергија. Имаме 0 мегавати инсталиран капацитет, 0 гигавати произведено количество на електрична енергија. Меѓутоа, од 2006 година наваму, сериозен пристап, темелен пристап, сериозна методологија подразбира и сериозни инвестиции во овој сегмент, а овој е многу значаен сегмент бидејќи е алатка во напредокот на Македонија во евроинтегративните процеси. Односно, што сакам сега да кажам? Сакам да кажам дека ние мораме како држава да исполниме одредени критериуми покрај сите оние политички и останати и енергетски, односно до 2020 година одреден процент од производните капацитети да бидат од обновлива енергија. Ние интензивно работиме во таа насока и денеска, ако ја направиме пресек ситуацијата на 31 декември 2015 година, ќе видиме дека во Македонија се среќаваат производни капацитети од разни видови кои користат разни видови обновлива енергија, како што е водата, сонцето, ветерот, биомасата и така натаму. Чисто само за една илустрација, 31 декември 2015 година ние во Република Македонија имаме нови 58 изградени мали хидроелектрични централи. Нови 58 мегавати инсталирана снага
и некаде околу 110 гигават часови произведена електрична енергија. За да на граѓаните им стане појасно што значат овие 110 гигават часови произведена електрична енергија, тоа е всушност резултатот по кој што се валоризира и квантифицира еден проект дали е успешен или не. За нас е изворен успешен, бидејќи ако ги погледнеме статистиките од страна на Државниот завод за статистика, иако заклучиме дека едно просечно семејство во Македонија месечно троши околу 500 киловат часови електрична енергија, тогаш овие 110 гигават часови електрична енергија произведена од малите хидроелектрични централи е еквивалент на 18, нешто повеќе од 18.000 македонски семејства да ги задоволат потребите, годишните потреби од електрична енергија. Тоа се 18.000 домови каде нашите деца, ученици, домаќини, домаќинки, студенти ги подготвуваат своите домашни задачи, ги подготвуваат своите испити во домови осветлени со електрична енергија добиена од обновливите извори. Меѓутоа тоа е еден само мал сегмент кој што се однесува на техничката анализа. Тука секако се присутни фотоволтаиците, сонцето, ветерот, биомасата, меѓутоа ајде и другата страна да ја погледаме економските бенефити од овие проекти. Имено, овие 58 проекти се еквивалент на преку 100 милиони евра гринфилд инвестиции во енергетскиот сектор. Зборам само за малите електрани. Ако на ова се додат и останатите проекти, доаѓаме до преку 200 милиони евра бројка директни инвестиции, домашни и странски. Имам инвеститори од Германија, имам од Австрија, од Италија, Словенија, голем дел се и домашни и така натаму. Овие објекти, за малите хидроелектрани конкретно зборувам, ги градеа нешто повеќе од 1500 градежни работници. Секој утро повеќе од 300 млади инженери својот работен ден го започнуваат во машинските сали на овие мали хидроелектрични централи, запознавајќи се со најсовремената технологија, запознавајќи се со процесот на управување на овие електроенергетски објекти. Од аспект на ноу-хау, ова представува сериозна додадена вредност за нашата држава. Или да резимирам, станува збор за исклучителен проект, оваа влада работела и ќе продолжи да го поддржува процесот на инвестирање на обновлива енергија. Тоа, видовте низ неколку примери, значи сериозна додадена вредност не само за портфолиото производна на Република Македонија од електрична енергија, туку и за целокупната економија во целост. За разлика од регионот во Македонија се намалува цената на електричната енергија. Какви цени може да очекуваме во иднина? Тоа е прилично смела анализа, бидејќи еден динамичен процес кој што не можеме да го сумираме на дневна основа. Меѓутоа, ако ги пратиме трендовите во минатото и да предвидиме или форкастираме она што би се случувало во иднина, можеме да забележиме еден тренд на намалување и стагнирање на цената на електричната енергија на берзите во регионот и во Европа. Меѓутоа, согласно правилата на регулаторната комисија и согласно законите, енергетските компании кои што се го сочинуваат пазарот на електрична енергија, тоа се ЕЛЕ, МЕПСО и снабдувачот ЕВАНА, на средината, во јуни месец, на средината од секоја фискална година, ги декларираат успесите или неуспесите во своето работење, трошоците и приходите, и врз основа на анализа и методологија дефинирана и прифатена од страна на регулаторната комисија, а идентична како и сите земји од Европската Унија, ќе излезе регулаторната комисија, претпоставувам, со свој став околу тоа и тамо некаде за неколку месеци од сега, за 2-3 месеци од сега, ќе бидеме сведоци на новата цена на електрична енергија. Меѓутоа, она што е значајно за граѓаните на Република Македонија е што минатата година Македонија е единствената држава во регионот, а можам да кажам и во Европа, која не ја зголеми цената на електричната енергија за своите граѓани. Единствената. Како оди тековното одржување на енергетските капацитети? Енергетските капацитети се исто така прилично, одржувањето на енергетските капацитети е исто така прилично динамичен процес кој што бара сериозна подготовка, анализа
и во енергетиката, за разлика од како во други области, резултатите не доаѓаат денес утре. Треба еден афтер период, ние што го викаме, последователен период, па да видиме како ќе бидат резултатите за неколку години од сега, често пати можеби повеќе од 10 години. Меѓутоа, оно што е значено е дека државата преку енергетските компании, најголеми производители, а тоа е државната компанија Елем, води сериозна сметка, прави анализа, се подготвува, тековно ги одржува, реновира, реконструира, модернизира и можам да кажам дека изминативе 10 години повеќе од половина милиарда евра се вложени од страна на државните компании, во случајов најголем производител е државната компанија Елем. Повеќе од половина милиарда евра се вложени во тековно одржување, реконструкција и модернизација на производните капацитети за електрична енергија. До каде е процесот на гасификација? Да, гасификацијата е исто така прилично значаен сегмент од нашето внимание. Кога велам прилично значаен, во моментов тече процес на завршување на една делница, тоа е делницата од Клечовце до Штип. Сведоци бевме изминатиот период дека завршија и тендерските постапки за избор на најдобар понудувач за изградба на делниците од Скопје до Гостивар, односно од Штип до Неготино. Во подготовка и исто така беше објавена пред некој ден и делницата од Неготино преку Прилеп до Битола. Значи дека државата сериозно инвестира во изградба на примарната инфраструктура за донесување на гасот, како е вака народски кажано, за донесување на гасот до граѓаните. Исто така, во несмален интензитет работиме на процесот за изградба на дистрибутивниот систем, односно процес кој што е тековен. Во моментов трае втората фаза од конкурентниот диалог за гасификација на регионот 1, тоа е градот Скопје и околината, а некаде во втората половина од следната година ќе отпочне процесот за гасификација на регион 2 и 3, тоа е Источна и Западна Македонија. Што значи дека сериозно посветуваме внимание и за овој процес, кој што исто така представува еден од главните приоритети на работење на владата. Ви благодарам на гостувањето во студиото на телевизија Нова. Толку ни дозволува времето, со повеќе информации во некое друго следно издание. Благодарам на поканата. Тоа беше Христијан Мицковски, советник во владата за енергетика.